ваше. Знаете зошто? Буџетов не можеме да го поддржиме. Како да го поддржиме кога тој не е за сите луѓе? Овој буџет, вие ако го анализиравте убаво и во другите делови, ќе видевте дека е во најголем процент заев да си ги купи избориве. Рековте да го поддржиме. Како да поддржам 18 милиони евра да се трошат државни средства за договорни услуги, кога довербата во работењето на владата, кога Рашковски ви текнува нешто, ви значи презимево, да не продолжувам понатаму судството какво ние, со какви квалитетни судии се расправаме, и Transparency International, State Department, многу убав извештај имаат, мислам, извештајот не е најмалку убав. Убаво имаат напишано луѓето. Каква е довербата во нашите институции? И јас да ви верувам дека 18 милиони евра исправно ќе ги користите, ќе ги потрошите, па за да го поддржиме буџетов. Коли 2,25 милиони евра, мебел 2,75 милиони евра. Тоа да поддржуваме? Не, луксус не поддржуваме. Спомнавте образование. Во најголем процент ни го прочитавте делот за образование. Видете, во буџетот за образование нема планирано средства за издавање на поквалитетни учебници. Како тргнало и оваа учебна година, криминалот и грешките ќе си бидат присутни пак. 1 септември иде, колеги. Внимавајте да не ви изненади пак како лани што ви изненади, па учебната година почна на 1 октомври. А кога сум кај учебнициве, автор на учебникот по општество е член на СДСМ од Брвеница. Краток пример за долгиот криминал на вашата партија и вашата министерка. Друг пример ќе ви дадам. Автор на учебникот по македонски јазик, кој е работен според новата концепција, знаете кој е? Дел од тимот, ваш член и поддржувач, дел од тимот кој ја изработи концепцијата за основно образование. Сега да ве прашам, некој прави концепција, врз основа на таа концепција, паралелно и се пишува учебник. Овде конфликт на интереси дали имаме? Може да се запрашате? Или оној министерен што го имате путар што лови по државава, па може би ќе му текне покрај чаши броење, да дојде во некој друго министерство да види колку криминал има и таму. 15 милиони евра директно на вашите сметки. Помислете на студентите за нивните услови за живот. Во какви домови учат и живеат студентите и учениците. Ви благодарам. Реплика пратеничката Ѓавочанова Драгица повеле.